Во нашиот крај приметивме дека после зимскиот период имаме големи загуби на пчелните семејства и не знаевме како да го надминеме тоа, па се решивме да побараме начин како луѓето пчеларите и пчеларките да можат да најдат начин како побрзо да ги ревитализираат своите пчеларници. За таа работа, како нешто најдобро е производство на матици по иновативни методи кои овозможуваат на овие пчелари кои имаат големи загуби побрзо да го ревитализираат својот пчеларник и па некои од тие кои немаат загуби да може да го прошират својот пчеларник, а тие пак кои ќе научат да го произведуваат матици на таков начин, со истите начини може да произведуваат и матичен млеч, кој исто така опфаќа еден дел од добробитта во нашата околина. Во нашиот крај само еден имаме успешен кој произведува матици по иновативни методи. Тоа се методи на Јентер и Никот. Тие употребуваат специјална метода на положување на јајцата од матиците во специјални чаури. Потоа тие се преносуваат во семејства одледувачи. Таму пчелните семејства ги одледуваат матичњаците и потоа со нивно преместување се ствараат новите оплодувачи или новите нуклеуси, а со тоа веќе се овозможува да може да се направат и новите семејства. Тој не е нов начин, меѓутоа во нашиот крај, иако многу од пчеларите пробале да работат по тој принцип, тие се соочиле можеби со некои недоследности при работењето или ненавремено започнување со некои од активностите за производство на матици и се откажале. Увидовме дека сите тие имаат потреба од теоретско и практична обука, па затоа први направивме анимирање на пчеларите кои се заинтересирани да може да го посетат овој курс на некој начин во овој проект. И тоа првиот пат само со нивно анимирање, да видиме колку тие се заинтересирани. Потоа направивме 3 пати по 2 дена и по 2 предавања, значи во делот на пчеларството, и тоа за значењето на здраво и јако пчелно семејство, за квалитетна прихрана, за болести, за начин на размножување на пчелните семејства, и еве денес ќе направиме и обука за начинот на производство на матици по типот на Јентер и по типот на Никот, а веќе после 3 недели започнуваме со практични обуки на самиот пчеларник, каде е предвидено да сите од пчеларите кои ќе учествуваат во проектот донираат едно пчелно семејство, да може таму сите активно да земат учество и се разбира да бидеме поуспешни, да произведеме поголем број на матици, а со тоа да се зголеми и пчеларството во општина Струмица.